Почитуван министер за одбрана господине Владо Мисајловски. Почитуван началник на генералштабот на армијата генерал мајор Сашко Ловчиски. Почитуван заменик началник на генералштабот на армијата генерал мајор Азим Нуредин. Почитувана државна секретарка во Министерството за одбрана господја Елизавета Чубовска-Ристова. Почитуван директор на генералштабот на армијата бригаден генерал Орце Јордев. Почитуван командант на прва пешадиска бригада бригаден генерал Дејан Чеплаковски. Почитувани представници од Министерството за одбрана и генералштабот на армијата. Почитувани команданти на единиците, почитувани представници на команда за обука и доктрини, почитувани роднини и членови на семејствата, почитувани војници, почитувани гости, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство во улога на командант на командата за обука и доктрини да се обратам на денешниот свечен чин на давање на свечена заклетва на новопримените војници. Со давањето на заклетвата, вие официјално стапувате во активната војна служба и превземате уставната, законска и морална обврска кон армијата и кон државата. Ова обврска има трајна важност и започнува денес, а трае во текот на целата ваша војничка кариера. Со изговарањето на заклетвата се обврзувате на дисциплинирано, совесно и одговорно извршување на задачите, на почитување на војната хиерархија и на постапување согласно важечките прописи, правила и наредби. Со тоа, вашата одлука да станете припадници на армијата добива дополнителна тежина и значење. Командата за обука и доктрини, во чиј состав се наоѓа Центар за индивидуална обука, во моментот ја реализира основната војна обука согласно утврдените наставни планови и програми. Ова обука представува почетна фаза од вашиот професионален развој, во која ги стекнувате основните војни знаења, вештини и навики и се поставуваат темелите на војничката дисциплина, професионалност, однос кон службата и чувство на припадност. Мотото на командата за обука и доктрини секоја вештина бара усавршување, ја отсликува суштината на војната професија. Основната индивидуална обука не е крајна цел, туку почеток на процес на постојано стручно и професионално надградување. Ова е патот што треба да се оди за да се изгради стабилна и одговорна војничка кариера, а за најпосветените и најподготвените и пат кон подофицерскиот кор на армијата. Најдобар пример за тоа се вашите инструктори, старешини кои својата кариера започнале како војници и преку знаење, дисциплина, посветеност и личен пример се изграделе во носители на обуката и вредностите на армијата. Од вас се очекува да ја оправдате укажаната доверба и со своето однесување и работа да придонесувате за угледот, дисциплината и подготвеноста на единиците. Како командант на командата за обука и доктрини, ве уверувам дека обуката ќе продолжи да се реализира професионално и согласно утврдените стандарди. Нека ви е честит свечено дадената заклетва. Да живее командата за обука и доктрини. Да живее армијата. Да живее! Благодарам.